Македонија загуби од Србија со 29-26 во првиот пријателски надпревар. Нашите твоите соиграчи одиграа еден солиден надпревар и ти имаше во вториот дел поголем број на одбрани. Кажи ми што беше пресудно за поразот или твој краток осврт? Па добро, на доста играчи овдека им е и прв настап за репрезентација. Сите сме доста млади, иако се соочивме со исто така доста млад противник. Има неколку играчи што се така поискусни играат во поголеми клубови, но исто така доста релативно млада репрезентација си Србија со млад состав искочија. Но можеби ете тој некој играч преголема желба за докажување во самиот старт, тоа неискуство доведе така да имаме лошо отварање, така лош старт да имаме. Подоцна во второто полувреме видовме дека и тоа не е нешто крај на свет, дека не се кој знае колку подобри од нас, дека не е нешто, ама ете ја има таа предност од 3 гола разлика, не успеавме да ја свртиме. Покажавме добар надпревар на многу полиња, задоволни сме од доста, има и доста негативни работи на кои што треба да се работиме сите индивидуално и како колектив. Само тоа е тоа. Што ви каже селекторот? На што да обрнеме внимание повеќе утре? Па се обрати на секој индивидуално, му посочи во кои сегменти бил добар, во кои сегменти треба да се подобри. Едноставно ова е одлична прилика за сите кои не сме добиле шансите да покажеме што знаеме, до каде сме и што не знаеме и да добиеме совети што понатаму да работиме, како да напредуваме за еден ден да стигнеме и да играме во таа селекција и да стварно да дадеме допринос кон репрезентацијата. Ти си дете на Вардар, направиш трансфер во големиот и лутиот ривал во Битола. Сметаш дека тоа е правилниот потек за твојата кариера? Па сметам, да не сметав немаше да го направам. Тоа е тоа, да, таму мислам дека ќе имам повеќе простор да играм, да напредувам, пред се да напредувам, едноставно да прераснам во тоа што мислам дека можам да бидам.